Бред Пит и неговата девојка Инес де Рамон го привлекува вниманието на присутните на црвениот тепих во Њујорк за време на премиерата на филмот Формула 1 во кој Пит ја има главната улога. Инес особено се истакна со својот аутфит, па за оваа пригода избра елегантна бела комбинација која го откриваше нејзиното деколте и стомак. Пит позираше до неа насмеан во елегантен темно-син костум. Двојката позираше прегрнати, а сите очи беа вперени во нив. Во добро расположение, многумина ги окарактеризира како среќни и опуштени. Пит официјално ја заврши својата разводна битка со Анџелина Џоли пред неколку месеци. Акторот е во врска со Инес од 2022 година, а извори блиски до него претходно потврдија дека тој е до смрт влюбен и сериозен во намерата да ја има во својот живот на долг рок. Тој се уште верува во бракот и дури и навести дека е подготвен да го направи следниот чекор со Инес. Изјави претходно извор близок до акторот за In Touch. Според изворот, Бред е подготвен да има повеќе деца и покрај тоа што има малку контакт со децата што ги има со Анџелина Џоли. Де Рамон се пресели кај Бред во Лос Анџелес во февруари оваа година, а од тогаш работите стана посериозни бидејќи го помина летото во Шато Мирабал, француска винарија што акторот претходно ја делеше со својата поранешна сопруга Анџелина Џоли. Американскиот пејач Кели се предозирал со дрога во затвор на 12 јуни, што предизвика загриженост за неговото здравје. Според информациите од медиумските извори и неговиот адвокат, дозата на лекови што ги примил наводно била поголема од онаа што вообичаено ја користел редовно. Документ до кој дојде американскиот медиум USA Today исто така открива дека Кели бил префрлен од универзитетската болница Дјук во Дарам и покрај советот на лекарите да не го отпуштат од болницата. Неговиот адвокат Бриндли изнесе сериозни обвинувања дека федералните службеници се обидуваат да му се заканат на Кели по живот затоа што тој планира да разоткрие корупција поврзана со неговиот федерален случај. Покренавме барање за да ја спречиме нивната намера. Единствената заштита што господин Кели моментално ја има е вниманието на јавноста. Ги повикуваме судовите и председателот Трамп да ја спречат оваа корупција што му се заканува, рече адвокатот. За потсетување, Кели моментално служува 30 годишна затворска казна, откако беше осуден за кривични дела, вклучувајќи детска порнографија, изнуда и трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација. Дополнително, тој беше осуден на уште 1 година затвор во 2023 година за педофилија и други слични кривични дела. Македонскиот игран филм Лена и Владимир на режисерот Игор Алексов се закити со уште една меѓународна награда. Именно на фестивалот Golden Harvest Film Festival кој се одржа во Токио, нашиот филм ја освои наградата од жирито за најдобра драма. Ова извонредно признание е доказ за посветеноста и уметничка визија на нашиот тим кој ги вложи своите срце и душа за да ја оживее оваа приказна. Ја искажуваме нашата срдечна благодарност до Golden Harvest Film Festival за оваа огромна чест која ја потврдува нашата креативна визија, се вели во објавата од тимот на филмот Лена и Владимир. Македонскиот народен театар од Скопје и градското позориште од Подгорица подпишаа меморандум за соработка за продлабочување на културната и уметничката размена меѓу Македонија и Црна Гора. Представувани од директорите Никола Кимовски и Сандра Вујовиќ, двете институции ја изразија својата подготвеност за заедничка работа во областа на театарот, културата и уметноста. Меморандумот предвидува размена на театарски представи, реализирање заеднички копродукции, спроведување едукативни програми, како и соработка во областа на техничката и логистичката поддршка, маркетингот и промоцијата на заеднички проекти. Целта е воспоставување долгорочна и одржлива соработка со редовна комуникација и координација при реализацијата на предвидените активности. Овој документ представува значаен чекор кон унапредување на регионалната културна поврзаност и зацврстување на меѓународната соработка во уметничката сфера.
Македонскиот народен театар и натаму продолжува да создава во духот на мојата визија и стратегија создавање театар отворен за сите, современ театар кој со постојано вмрежување остварува институционални и меѓународни соработки со цел развој на современиот театар во Македонија и регионот, изјави директорот Никола Кимовски. Првата меѓународна соработка започнува со реализацијата на представата Лов на дива свиња, чиј автор е црногорската современа писателка Марија Сарап, а режијата е на македонската режисерка Наташа Поплавска.